Денес во посета на општината Прилеп, каде што имав убава прилика и пријатен разговор со градоначалникот, каде што поразговаравме како се одвиваат веќе одобрените средства и во буџетот за програмата за рурален развој, каде што општината аплицираше преку 3 проекти, за да видиме како да работиме подготовките, бидејќи парите се резервирани во буџетот за да можат максимално да се искористат во текот на оваа година, но исто така поразговаравме веќе и за огласот кој е во тек веќе, каде што планските региони можат да ги пријават, да аплицират, а тоа е за тампонирање на патиштата кои водат до земјоделски површини. Така да во ова дискусија се запознавме повеќе за околу активностите, но и сепак и информациите кои што од наша страна беа пренесени према градоначалникот, но исто така и од она повратна информација во разговорот што градоначалникот ме информираше. Преку Агенцијата за рурален развој добивме 3 проекти, 3.1, 3.2.1 и 3.2.3, каде што добивме сума во висина околу 60 милиони денари. Едниот проект е за урбанизација на 30 села во општина Прилеп, каде што тој проект е во висина околу 22 милиони денари. Патот село Волково, село Прилепец, каде што имаме отприлика околу 15 милиони денари. И третиот проект 323, каде што добивме околу 18 милиони денари. Тоа е за патот Прилепец, манастирот Свети Никола. Мислам дека ова е еден добар пример, добар начин како треба да работи една општина со Агенцијата за рурален развој. Значи, овие средства што ги добивме, во тек е постапката правење спецификацијата за тендерската документација за овие 3 проекти. Во текот до крајот на овој месец ќе биде изготвена и во наредниот месец ќе бидат објавени 3 тендери за овие 3 големи проекти, што мислам дека за општина Прилеп и за селата, посебно за овие 2 села каде што се прават овие 2 патишта, а исто така и урбанизацијата на овие 30 села што се во општина Прилеп, многу ќе значат за понатамошниот развој за целата инфраструктура на овие 30 села. Исто така да напоменам дека во тек е постапката на тендерот што го дозволи Министерството за земјоделие преку Пелагонискиот плански регион, каде што се издвоени околу 30 милиони денари, каде што половина од тие средства ќе бидат искористени во Пелагонискиот и Стуничкиот плански регион, што се надевам дека тие средства ќе бидат за тампонирање на пристапните патишта на голем дел од нашите села каде што ќе има потреба да се реализираат.